Одлично представување на младите кочански поетеси во Италија на 13-тото издање на меѓународниот фестивал за литература Замокот на Дуино, каде учествуваат по втор пат. Минатата година пишувавме за природата, темата беше природата, а оваа година пишувавме за нашето наследство. Тие како и секоја година имаат добра организација, а ние оваа година бевме посебно истакнати како учесници по втор пат. Темата наследство го развеа македонското знаме пред илјадната публика и учесници на еден од најголемите литературни фестивали во светот. Најпрепознатливи на сцената бевме по тоа што носевме мајци со македонското знаме и носевме капи, и кога ги читавме песните беше истакнато македонското знаме како нашето најголемо наследство. Бидејќи мојата песна беше за земјата и слободата, на крајот од самата манифестација го развијавме македонското знаме, што посебно ја остави посебен впечаток на публиката. Песните на младите кочански поетеси беа презентирани на македонски, англиски и италијански. За превод на нашите песни се погрижија Марија, наставниците од нашето училиште Никола Карев, Марија Дончева и Панче Атанасов. А во Италија како главен претседател, односно главен организатор, беше Габриела Валера, која ги преведе нашите песни на италијански, за да можеме ние се представиме тројазично. Се во ова резултираше со големо внимание и почести за кочанскиот тим. На овој фестивал втор пат учествуваме и со тоа бевме посебно истакнати како училиште кој што втор пат учествува, и што значи дека доколку еднаш се учествува не значи дека ако имате добар проект не може да учествувате и втор пат. Фестивалот Замокот на Дуино обединува учесници од целиот свет. Испратените трудови се оценуваат во 3 категории – поезија, театар и училишни изработки. Кочанските ученички и минатата година беа дел од овој фестивал, кога во категоријата поезија ја освоија првата награда.